Чекај, Марче, не снимај, секунда. Добро. И титкам на мајка ми, чекам само да ми се јави. Немам кредит. Еве, и читам коментар некој на YouTube ме потепа. Еве. Имамо. Шо преш? Не е ништо хитно, само да те прашам како си, ако можеш да ми пуштиш кредит 100. Немам кредит, да. Видов бе слабо прегледи, видов, стварно немам зборови. Што? Ради мене немаме прегледи. А да не е ради тебе? Па ти си заспала вчера на сред подкаст. Па како што има врска? Телевизорот уклучен. Па YouTubeот знае ти дали си со отворени или затворени очи, дали спиеш или не. И не ти го чита целиот преглед до крај. Са јас се ослонувам на твојот преглед, па се ослонувам, нели поддршка си ми. И после ја не сум успешен, а? Заради кого не сум успешен? Мамо, две работи те замолив. Значи, прво, да ги уклучиш сите можни уреди дома, да, се што има дисплеј да уклучиш. Бар 7-8 виу од дома. Добро, па лаптопи, телевизори, фрижидери, све. И второ, да ги замолиш сите тетки од Австралија и Шведска да кликаат, да пишуваат коментари. Се што ми пишуваат на Facebook, стикери, I love you, најубав си, се да ми пишат на YouTube. И така не праќаат пари, бар да ќариме нешто. Да. Само ти мислиш дека сум најубав, мамо. Па, дали ги прочита коментарите? Па тие 26 вју се ради Марија, 25 за неа, пошто беше преубава, едно е за мене. Јас што си го направив сам дома од лаптопот. Да. Дали ги прочита коментарите? Еден вика, дечко, иди легни си. Марија можела многу боље од тебе да си најде. Не се познавало дека вежбам, вика. Еден ми вика, стар си за ова, иди води временска прогноза на Шутел. Ме потепаа, бе, човек. Ај стави ми кредит, ке се... Ајде, ке ми снема... Еве, угаси. Еве, твој човек, ако не те зезне и шитне, никој нема. Паки почнуваме? Абе, како да почнуваме, Марија нема, чекај, ке звонам се. Па кај е Марија? Ке звонам, па вика иде навака. Извинете. Еве ја. Извинете што доснам. Гужва хаос. Што направи? Сообраќај, извини. Кај беше реално? Бе, гужва хаос, сообраќај. Кај Окта и си била, бе, до сега. Еј, од кај знаеш? Добро, Увек спремно вака сум, ајде, прави вече што имам класика све. е него. Добро ден, ништо страшно, па ти 5 минутки доцнење, не е страшно. 5 минути вика, 25 точно. Добро де да не ситним, ајде. Марче, пушти спица. Ајде. Па здраво на сите. Добре дојдовте во мојата втора епизода на Пак играм подкаст. Се надевам дека и вечерва ќе се дружиме, ќе научиме многу нови работи како и во претходната епизода. Концептот како што го најавив, првите неколку епизоди ќе идат со поопшти ваши прашања и теми, но потоа во наредните епизоди штом дојдат гости, експерти во својата област, малку ќе продлабочиме подетално, така да и вечерва ќе стартаме, нема некое долго интро да правам, бидејќи мислам дека се објаснивме претходниот пат. Уште еднаш ќе кажам добре дојдовте и здраво Марија. Здраво и од мене. Пред се сакам да се заблагодарам ја на сите што ја го видеа тизерот. Значи, само тизерот сега за сега додека снимам овој епизод е изведен. И добивме огромна поддршка. Као, да, очекував до некаде нели блиски луѓе дека ќе честитат и ќе дадат поддршка, али на вистина, фала ви од срце, не очекувавме до толкави размери поддршка, што значи дека ова што го правиме е добро што го правиме и дека главната цел е ќе ја постигнеме, уствари не е се што ли ќе ја постигнеме, а тоа е да дадеме едукација, да направиме една општествена промена. Да, верувам дека ќе допреме до многу луѓе и ќе поттикнеме да размислуваат малку поинаку, како што кажаме претходниот пат, и верувам дека веќе тоа сме почнале да го правиме, можеби. Така да идеме следен чаптер, некако се гледа дека луѓето го сакаат ова, значи ни требало ова. Не само на нас, него општо на луѓето ваков концепт еден. Па мислам дека кај нас фалат вакви теми. Имаме доста добри подкасти на тема политика, шоу бизнис, трач, се тоа супер. Меѓутоа малку имаме на тема образование, едукација. Се надевам дека со подкаст ќе поттикнеме да има повеќе такви. Дај Боже, да. Такви емисии каде што ќе се збори за каде што ќе се едуцираат луѓето. Може да почнеме. Може да почнеме, ја сум за. Значи продолжуваме исто и оваа епизода како и претходната со одговор на ваши прашања.
Прво прашање, дали може без суплементи да напредуваме? Па секако, да, дека можеме, но меѓутоа колку ќе напредуваме. Јас лично немам пробано да живеам без суплементи. Ја не би ризикувал да живеам без суплементи, со оглед на тоа колку е да кажам, нашата храна денеска осиромашена од квалитетни макро и микронутриенти, ниска содржина на минерали, ниска содржина на влакна, според тоа колку токсична храна имаме, дефинитивно суплементацијата мора да е присутна на дневна база. Не само кај вежбачи, туку и кај невежбачи, кај рекреативци и кај луѓе што никогаш не направиле буквално ни 1000 чекори дневно, преферирам да се користат суплементации. Сега тоа не промовирам исклучиво напредна суплементација или некои препарати дека се неопходни. Зборам за онаа основна минерализација, витаминизација, антиоксиданси, електролити кои што на дневна база ни требаат, бидејќи живееме во некое стресно време во кое што тешко да се опоравиме ако се ослониме само на нашето спиење и храна, тешко да го опоравиме нашиот систем, така да дефинитивно суплементацијата треба да е присутна. Не гледам причина зошто да не се пие. Значи многу луѓе бараат причина зошто да пијат суплементи, ја барам причина како зошто да не пијам. Нема причина. Ајде издвоиме на пример кои се оние најпотребни суплементи зборам за општата маса, не мора да се вежбачи. Да, па основните, еве да кажам кај невежбачи, кај луѓе што се попасивни. Кај сите и вежбачи и невежбачи, да, што не се баш на професионалци или рекреативци, се пред се протеини, бидејќи им ни недостига на некој глобално колективно ниво протеински внес на дневна база. Можам да кажам од моје искуство со пријатели, клиенти и луѓе, општо гледам дека не се ни свесни на оваа тема, а не па да практикуваат. Може би внесуваат испод полова грам на телесна тежина на дневна база, а треба да користат 1 до 2 грама на телесна тежина. Човек кој што тежи 60 кила, барем да користи дневно вкупно животински и растителни протеини барем до 100 грама, за да има опоравок, да има течение некое на внатрешните механизми, да има добар сон, добар опоравок. А кај оние вежбачи кои што стварно форсираат, треба и до 2. Ја внесувам лично и 3-3,5 грама, некојаш и 4. Меѓутоа не го препорачувам тоа, кај луѓе што не може да го искористат тој број. Јас го одработувам тој број. Освен протеини, што друго? Збораме ти од витамини, од минерали. Да, па магнезиум и електролити, натриум добро, содиум преку храната мора да внесуваме. Голема грешка е кај оние диети кои што не солат храна, па мора да компензираме со суплемент содиум. А солта е многу лесна да ја внесеме преку било која храна. Да, постои мит за тоа. Постојат многу диети каде што ја изфрлаат солта комплетно од исхрана, што е многу погрешно. Да, тоа е многу голем мит. Као јадиш што мислиш, ама не соли. Пошто солта врзува вода. Солта врзува вода, да. Тоа е стварно многу распространет мит и ја го имам чуено. Тоа некаде го грешат бидејќи следат некои надпреварувачки системи во последните неколку дена и го копираат од некој надпреварувач што ја испалил солта ден-два и сметаат дека така треба. Што му овој го прави тоа и јас ќе го правам, пошто затоа е толку спремен и добар. И е ватргаат солта. Фактички од солта, нели, кога ќе тргнеме и елиминираме, опаѓа минерален статус. Од старт сме бледи, изнемоштени, многу функции се губат. Така да солта е преважна. Особено во дефицит, солта е единственото нешто што ќе ни даде она пумпа и енергија на тренинг. Ако немам и сол, иако сме во дефицит, тоа е од старт проблем. Значи рековме протеин, магнезиум. Да, D3? Минерализација фул, значи D3, омега, С. селен, цинк, Б витамини, тоа е онака основата, дали тренира човек или не, нема врска. Мора да биде она база во тело. За функција на тело. Да, бидејќи преку храна да изедеме денеска, не знам, да внесеме омега 3, треба редовно да едеме риба или некои здрави масти за да внесеме, а луѓето едноставно гледам од праксата и ти гледаш дека се ослонети некојаш на 1 до 2 оброка од денот од некој фастфуд или некоја пекара, тама нема ништо, буквално осиромашено е од битни елементи. Постои ли, да кажам, предозираност од некои одредени суплементи? Па ние сме Не во смисла дали му е потребно на телото или не, него дали има некоја штета. Да, ама ние сме многу далеку од тоа. За да човек постигне преку храна предозираност, треба да изеде суплементи зборам. Да, тоа сам да кажам првин преку, пошто имам и такви прашања, некој кој рече, јабе, не јади многу, не пи многу лимон,
ќе се предозираш со витамини. Тоа да го направиш треба отприлика 7-8 кила лимони да ги изедеш, да ги исцедеш уста за да има таков ефект. Да добиеш некоја авитаминоза, а суплементација да може да се постигне кај луѓе што погрешно читаат од погрешни извори на информации, може да се постигне, али пак сме некако далеко од тоа. Може да се постигне предозираност со оние поагресивни компоненти, како на пример преуркаут, кофеински препарати, таурин, гуарана, тие што се психостимулатори знаат да ни делуваат агресивно ако ја надминеме онаа доза која што не е за нас, не ја заслужуваме таа доза. Така. Како со кафето реално? Да, кафето е еден пример. Океј, може да одиме понатаму? Да. Кое кардио е најдобро за слабење? Она што го обожаваш, она кардио во кое што уживаш и можеш да го правиш на дневна база, да ти е лабаво, да ти е комфортно, да не го мислиш дека ти е стрес, па сега, леле, дали морам да одам на водно, дали морам да скокам на јаже. Ако ти е дискомфорт, тоа ќе го правиш кратко, да сме реални. Ќе го правиш една недела и ќе се молиш да заврши тој процес и период на кардио. А ако ти е на дневна база, пример како мене, кардиото на планина, ете на водно, ја го уживам. Ја него не мислам како некоја излезна енергија на потрошувачки калории, него го уживам, а потоа ми носи некои позитивни ефекти и последици. Тебе која ти е умилена кардиорутина? Па, зависи. Најчесто сакам да пешачам, обожавам да пешачам и некад идам намерно некој подалечен маркет чисто да испешачам, али најчесто практикувам дома статичен точка. Знам. Да. Знам, да. Знаат и комшиите која сум на слушалки која пеам. Да. Гласна си. А инаку разлика помеѓу баш и такво прашање имав, не знам дали го селектиравме. Некој ме прашал дали е поефективно на орбитер или на трака или на угорница. Фактички често поставувано прашање. Да, најчесто да. Фактички многу нема разлика. Во потрошувачка има разлика, меѓутоа кај нормална индивидуа која што сака да постигне некој fat burning ефект на топење масти, има ограничено време во денот за употреба на кардио, пример 30 минути, луѓето работат, нели си функционираат. Ако имаме само 30 минути, најдобре да го поделиме тоа да биде во зона 1 или 2 кардио, на срцев ритам, да не е зона 3 и 4, кај што е со зона 1 и зона 2? Тие се зони во кои што ритамот на срцето движи, поголем пулс, повеќе транспорт на циркулација крвни материи, притисокот е поголем, тензијата на телото е различна во тие левели. Например, кај рекреативци не би препорачал многу висока зона, 1 и 2 се окей, заради тоа што тоа не прави штета на телото, а има fat burning ефект. Додека професионалци, шпринтери, маратонци, фудбалери, кошаркари кои што им треба посериозен перформанс, не само тип на потрошувачка на калории, туку им треба појак аутпут на гориво, ама и посилен ангажман телесен, тие користат онака баш високи зони практикуваат високи зони на heart rate, на кардио и кај нив е окей. Меѓутоа штетата што е нанесена со зона 4 пример е многу висока и рекреативец кој што не е у тек со многу работи за опоравок нема да го опорави телото и си нанесува повеќе штета отколку ефекти. Што подразбираш под зона 4? Пулс, пример, 170-80, шпринтови, скокање на јаже, удирање у вреќа. И тоа не е препорачливо да е многу голема и долга минутажа. Мора да е со кратки интервали, пауза, да падне малце пулсот, па да се продолжи. Тоа е супер, ја го правам, меѓутоа не го препорачувам на сите. Некој човек кој што работи 8 сати во канцеларија и има 120 кила, пример, не би му препорачал такво темпо, бидејќи за него е дискомфорт. Цел ден му е низок пулсот, јаде различно, живее различно и мора да се однесува голем стрес за телото. Да, стрес кој што тешко ќе го опорави телото. Така. Океј. Следно прашање. Тренирање со константно висок крвен притисок, да или не? Еве баш се надоврзуваме. Да. Па ако делумно го одговори во претходното прашање. Па мора да се знае причината за тој висок крвен притисок. Многу луѓе слушам нешта на тоа нормално. Многу луѓе викаат, јас имам висок притисок, бев во аптека ми даваат диуретици, го спуштам. И така милиони луѓе живеат у светот и не го гледаат вистинскиот проблем, изворот на проблемот, туку го гледаат само притисокот како симптом на главниот проблем. Фактички најчесто причината, изворот на тој проблем, висок притисок,
е некаде подлабоко или задршка на вода, лоша бубрежна функција, висок естрадиол кој што прави ретенција на вода, може да е пролактин, можеби да е стрес, висок кортизол кој што прави кортизолна вода и задршка, може да е многу фактори се упрашање, не може на човек само да му дадеш диуретик апче за спуштање притисок и потоа да тренира. Фактички само додека дејствува апчето, тие неколку сати ти функционираш добро и не го осеќаш притисокот, го маскираш некако го проблемот, го маскираш и после неколку сати, после истекување на дејството на апчето од системот, притисокот се враќа. Ако не сме ја санирале, зборам вистинската проблематика. А ако го дознаеме проблемот дека е, пример, висок естроген, главниот извор, и го сопреме тој вентил на висок естроген, ние нема да имаме никакви симптоми и проблемот е решен. Вака само го маскираме симптомот, што е најчеста грешка и проблем. А инаку, самото вежбање намалува притисок. Значи, од пешачење во некоја ниска зона до вежбање со некои лесни тежини, само го регулираат притисокот и го адаптираат да функционира самото дишење. Знаеш ти колку дишењето го намалува стресот и доброто спиење, например. Ако лошо спиеме од старт и лошо дишеме, тоа површно кажано лошо дишење, и ако погрешно јадеме со премногу мал внес на сол и вода, најверојатно ќе живееме со висок притисок. Тоа може да се санира и постојат апчиња за висок притисок, меѓутоа проблемот мора да се реши. Така, значи совет е да не се фокусираме на симптомите, него на изворот да на тој проблем. изворите, Мислам со било кој, не конкретно со крвен притисок, него општо со се. Али ако веќе се тренира тоа со висок притисок, тоа мора да е многу нежно и лабаво, се додека е во пикот тој притисок. Многу е лошо и језиво да отидеме на тренинг со 170 притисок. Так. Од старт очекуваме дека сме темпирана бомба и нешто ќе се случи сигурно. А пешачењето може да го регулира уствари. Да, дефинитивно го намалува. Пешачењето и водата го регулираат. Супер. Дали е важен тајмингот на обруците во денот? Може да се напијам? Може. Што пиеш? За притисок, апче. Не, имунобуст. Одлично. Предобро. Без шекери има само има 0 масти, 1,5 грам јаглехидрати, од кои шекери 0. А и вкусен. Не знам дали се гледа во кадар, не да е вкусно. Тоа е тоа. Топ. А потоа следно иде чија. Значи прашањето е дали е важен тајмингот на обруците во текот на денот? Не е важен, дефинитивно не е важен ни тајмингот. Тука има еден голем мит. Не јади после 7, не јади после 8 ќе се здебелиш, јади до толку, јади до волку. Не постои ни идеален, перфектен, ни погрешен тајминг. Многу луѓе мислат дека се дебелеат поради погрешното јадење во погрешна временска рамка. Не постои такво нешто. Ти знаеш дека ние јадеме и на полнок. Значи како што те разбрав, не треба само на дневна база да броиме нели внесот на калориите, него и на неделна. Да. Зошто? Дефинитивно, бидејќи можеме ние понеделник, вторник и среда да сме перфектни со исхраната, па сабота да ја утнеме целата работа, да ја промашиме, можеме сабота или викенд претежно да ни е калориска бомба со алкохол, со некои излети, со опуштање со леп и со други додатоци кои што мораме да ги распределиме на неделна база. Така да мора да сме блиско до перфекција на неделна база ако сакаме некој идеален дефицит. Така. А ова само кратко би се надоврзала за тајмингот на обруци, се согласувам апсолутно, али јас лично не би препорачала да седе баш пред спиење, баш пред спиење, затоа што му даваме фактички работа на телото, на организмот да вари храна која треба да мирува, која треба да спиеме, бидејќи се активира нашиот организам за да ја сработи таа храна, нема поента. Нели, окей, да, и мене ми се случувало некад, од милион обврски нема кога гладна сум, сакам да јадам и да легнам, али ако веќе преферирам нешто, тоа е да барем еден час пред час и половина пред. Да, зависи каква храна е таа. Ако е храна, например, али општо мислам да не се активира целиот наш механизам, систем, него баш тој секако мора да вари, мора да има во цревата можеби 12 сати ќе има храна, не можеме да освен ако правиме фастинг. Ама многу е важно, баш добро кажа, за преспиење, тоа е добра тема. Многу луѓе гледаат да јадат или да не јадат пред спиење, ама не го гледаат оној overall целосен калориски внес.
Треба да се прати работа на цревата, меѓутоа што е многу важно, ако сакаме да одржиме калориски дефицит и да добро да работи инсулинот и грелинот, да немаме некоја криза, дали поентата е да немаме криза, да ни е лесно и комфортно, многу е важно за да не се разбудиме утрински многу гладни, порано тоа јас кога не знаев го грешев, многу гладни за да не се разбудиме, што треба да направиме? Треба вечерата, дали е саат или два пред спиње, не игра до толку лога, али многу е вечерата важна да има фибри, влакна и протеини. Зошто? Ако имаме чисти јаглехидрати, шекери поточно, кои што немаат фибри, немаат влакна, влакната ја подобрува дигестијата. Ако немаме влакна, ние преку ноќта ќе ни се развие глад, инсулинот ќе иде горе-доле, ролер костер, јојо, и ние може да не разбуди глад или да се разбудиме со силна потреба за јадење, и тоа јадење, она допаминско кризирање, кое што сигурно ќе ни повика некој апетит од несекој дневна храна, која што ќе сакаме инстантно да не е задоволи, допамински и психолошки, и сигурно човек што не е пример карактер и дисциплинен како ние што сме, ние го живееме фитнесот и работиме со тоа, некој што не му е пресудно ќе рече ајбе ќе касна малце. И тука се случува тоа јојо и огромен магичен пеколен круг на прејадување. Така да вечерата мора да биде со некои квалитетни масти и фибри, влакна и протеини, за да биде тоа лесно спиење и да не мислиме на храна, бидејќи ноќното мислење на храна активира адреналин и кортизол и ни прави немир. Не можеме да живееме да спиеме со немир. Така. Добро, може следно. Кој тренинг троши повеќе калории? Кардио вежби или вежби со тегови, тежини? И да, и ова е често прашање. Па двете трошат, само што разликата е, ајде живели со кафе. Ја уште малци имам. Двете трошат, се зависи од тајмингот. Ако збориме компаративно саат време тегови со саат време, нели, кардио, мора така некако да се спореди. Да. За да има иста тежина од прилика на... За да може да измериме некако. Да, не може да биде различно. Може би кардиото е подоминантно, ако е правено во зона 2, 3, 5, небитно. Подоминантно во однос на потрошувачка, она моментална потрошувачка. Бидејќи кардиото, ако возиме орбитрек 1 час, 60 минути орбитрек, карикирам, 400 калории сме потрошиле, и тоа е се што сме потрошиле. Додека кај теговите, ако сме потрошиле 50 калории помалку од кардиото, пример 350 калории, тоа не завршува тука. Во наредни 20, 30, може и 50 часа, самиот тежински тренинг ќе активира повисок базален метаболизам и при изградба на мускулни влакна и целиот тој процес на регенерација може да ни потроши уште 2000 калории. Така да, работата на базалниот метаболизам и градење на широк BMR во превод ни нуди многу поголема калориска потрошувачка, директна и индиректна надвор од тренингот, пасивна потрошувачка што ја викаме, отколку самото кардио што ќе потроши одма. Идеален концепт е 2 во 1. Значи и тегови и кардио. Кардиото да крене малку повеќе пулс и поголем проток на крв, теговите да стимулираат мускулна синтезија и да растат мускулите. И со тоа си обезбедуваме некако двете агли го фаќаме целиот фет бърнинг. Бидејќи ако правиме само кардио, те многу луѓе грешат, ќе речат, јас сакам само да слабеам, брат, само кардио ќе правам периодов. Што се случува? Опаѓа базалниот метаболизам, често знае да се активира многу адреналинот, опаѓа тестостеронот, знае да омекне, најверојатно ќе омекнат мускулите. Буквално добиваме повеќе штета, бидејќи се случува катаболизам, се разградуваат нештата. И базалниот опаѓа. А што ние губиме нагло тежина, базалниот опаѓа и нашата моментална пасивна потрошувачка во место е многу мала. И фактички, ако ние сме почнале со 2000 калории дефицит, некој идеален, секоја наредна недела ќе ни опаѓа многу брзо базалниот и ние можеби ќе завршиме некоја диета со 1200 или 900 калории, што е погрешно. Наспроти, дигањето на тегови само шири и гради базален. Значи, извини што те прекинав. Значи, целта е да слабиме здраво, да ослабиме, но не по штета на нашето здравје. Апсолутно, да. Поентата е, како што кажаме, да градиме мускул и да топиме масти.
Тоа е страшта на долговечноста. Не можеме вечно само да слабееме. До кога само ќе слабееш, ќе стигнеш до некоја минимална килажа и потоа ќе изгледаш малце бледо, болно, уморно. Так. Си треба мускулен раст дефинитивно Не кај треба да секој. се фокусираме само нели да ослабиме визуелно тоа физички да изгледа ослабено, него да изгледаме здраво. Да. Апсолутно. Силно и здраво. Се согласувам. Тоа е тоа. Така да, ако мериме на долга стаза, као на долга трака, дефинитивно теговите повеќе градат мускули, топат сало, дури и во мирување. Кардиото е окей да е присутно, ама не да не е прекумерно, да не е некој маратонско темпо. Дали е подобро да ги раздвоиме тие два тренинзи во смисла на, не знам, утрински да правиме кардио, а навечер тежински тренинг? Колку е, да кажеме, препорачливо, колку е добро, колку временски да бидат раздалечени тие, за да има рекавери телото? Епа јас лично така правам и го препорачувам на сите кои што имаат време слободно во денот да си дадат за 2 тренинга. Тоа е нешто преубаво. Буквално преубаво е, ама верувам дека не може секој да си дозволи сабајлички да тренира саат време и навечер да тренира саат време. Слободно. Слободно. Саат време сабајле да тренира, саат време вечер, некако тешко кој може да си дозволи временски. Не газат обврските и стресовите. Али во главном добро е да бидат раздвоени ради... Супер е. Ако е кардиото, пример, 20 минути само, веднаш после тренински ќе дое нема да дое шок за телото. Ама ако е као мене, пример, 60-70 минути или ти колку правиш дома, пожелно е да се одвојат барем 7-8 сати од тежинскиот, да има простор, оброк, одмор, опоравок, некоја минерализација, суплементација измеѓу, телото да се врати у живот и потоа можеме да правиме втора рунда. Супер, добро. Идеме дале. Подолго прашање. Дали деца од 13 годишна возраст може да спортуваат и практикуваат вежби со отпор во теретана или по дома е побезбедно со сопствена тежина? Или еве би додала ластици, например. Па дома... 13 годишна возраст. Дефинитивно. Со оглед на тоа колку, за жал, нездрави... Многу важна тема. Да. Многу важна тема. Колку нездрави деца растат, од моето искуство можам да кажам, бидејќи работам со мали деца, пажливо работам со нив и нормално за нив имам посебна категорија и група на исхрани модифицирани за нивната проблематика, доколку имаат проблем, доколку се комплетно здрави и сакат само прогрес. Знаеш, ние сме многу чудни, балканците, особено ние. Мислам дека ќе се сложиш. Родителите особено ни го имаат наметнато тоа дека немој да форсираш додека си млад. А фактички форсирање што е? Јадење нездрава храна, дебелење, неактивноста е големо форсирање. Бидејќи ако детето лежи и се гои и јаде паштети и мајонези, тоа е форсирање. Значи тоа е онака екстремно форсирање на токсини кои што можеби нема да се ослободи 20 години детето. Така. Додека можеме да видиме у сите нормални, модерни западни земји, да земеме пример дека излагаат фудбалски звезди на 14 годишна возраст, кои што почнале со не со рекреативна, со професионално агресивно темпо на 7 годишна возраст, имаат тренинг кампови за кошаркари, мали деца, кошаркарчиња толицки ги гледаш, онака преубави се да ги видиш какви атлети се, почнале со стрикна храна, нутрициониста, работат со психолог, работат со тројца тренери, тренираат 2 пати на ден и тоа дете расте во предобра, силно ментална и физичка силна индивидуа и веќе на 16 годишна возраст потпишуваат милионски договори и нас ни се идоли, меѓутоа го занемаруваме оној дел како стигнал тој до патот и од кога почнал. Тој веќе од прво оделение тоа детенце има 2 тренинга на ден, што не викам дека сите наши деца треба да се професионални атлети, далеко од тоа. Али Добро, можеме... сакаш да даваш примери каде што деца многу рана возраст, дури професионално се бавеле со спорт. Па нема никаква штета, туку само корист. А кога сме кај рекреативно вежбање, за да биде тоа дете... Ајде веќе земеме пример, затоа што е многу честа таа појава, поготово со овие нови генерации, каде што децата имаат навистина прекумерна тежина. Значи, тоа е стварно еден загрижувачки факт, што го живееме, значи го гледаме буквално на секој. Многу добра тема и мислам дека е тема што константно ќе ја збориме и треба да ја збориме, затоа што крајно нездраво растат децата и гледаме апсолутно насекаде младите колку се дебели. Поготово во моловите кога одам и кога ги гледам овие, да не ги именувам сите што се фастфуд, е преполно.
Препон, значи се пие сокови со шеќери, се јаде брза храна. Веќе е срамота во школа да се носи зготвена храна од дома. Не знам кај погрешивме. Дали има удел самиот маркетинг на храната, не знам. Као се си има свој удел, али сметам дека треба многу често да збориме за овие теми и сметам дека доаѓа од дома. Не може детето да се храни здраво ако родителите не се хранат здраво. Да, тоа го зборевме. И еден од најголемите проблеми е тоа грицкање. Знаеш, јас тоа го гледам често кај познаници мои, не знам кога децата седат и кај ајде еве ви да грицкате. Тоа се калории. Тоа може да има голема калории плюс што не е ништо здраво тоа. Ако веќе се грицка, нека се грицка некој зеленчук, не знам, некои апетисани, кикирики, бадеми, лешници. Да, таа е таа инсталација што зборевме претходната епизода. Лоша програма имаме инсталирано во главата и од мали сметаме дека така треба да се јаде. Ако сме кај на првото прашање, дали е добро да се тренира со тегови кај мало дете или по дома, па дома ако имаме доволно опрема, не мора ни да оди у фитнес. Мало дете. По пример, мислам дека прашањето е 13 годишно дете. Па добре, 14-15 таа прилика возраст. Треба да има вежби со отпор, не зборам дека треба да иде со некои екстремни килажи да работи, меѓутоа јас да сум се вратил со ова знаење, би тренирал од 9 годишна возраст. Дали се тоа склекови или згибови, многу луѓе грешат ке речат ај нека прави со сопствена килажа, склекови згибови, да не прави со тегови. Напротив, згибот е многу тешка вежба. Апсолутно. Ако тоа дете е пример 80 килограми, пример гојазно, како би можело да се крене на згиб? Тоа е еднакво на лат машина да повлече 80 кила. Да. Као тоа е брутално за дете. Или ако збориме па за баш дебелко дете кое што има не ни може еден згиб да направи. Да. Голема тежина. А на пример додека во фитнес може да модифицира колку отпор он сака да подеси и може со 1 кило да вежба, може со 10, со 50, може со сопствена килажа. Така да подобро децата да одат во фитнес отколку дома сами да експериментираат, најчесто може да се случат грешки. Кардио подразбира дека треба да прави детето, меѓутоа вежби со отпор се клучни за време на градење на тој хормонален панел. Бидејќи самиот тестостерон и хормонен раст не може туку така да се сетира во телото. Мора ние да го поттикнеме, да го испровоцираме да расте и тоа дете да работи, да расте, ако е машко дете, во некоја тестостеронска околина и амбиент во внатрешните механизми на телото. Бидејќи тука во таа возраст 6, 7, 8 деление, небитно, индивидуално е, се случува или феминизам, маскулинизација или феминизација. Значи, кај женско дете е здраво и потребно е да се случи таа биолошка насока феминизација, да се развијат оние женски одлики, женски својства, кај машко треба да се случат и изградат оние машки алфа одлики. Често пати гледаме дека тоа се вкрстува и се погрешно се случува ради X. Не е само тука ДНК или генетика виновна, едноставно нашиот стил на живот го креира тоа, дали ќе тргнеме по левиот или десниот пат или право. Не можеме да очекуваме да живееме како дете тотално погрешно и да се случи маскулинизација и да бидеме алфа мажи, да се случи брада, коса да порасне, сите тие се одлики на тестостерон, сила, па дури и машка агресија што е нормално во пубертет. Значи спортот ќе ни го придонесе тоа да се развиваат машката и женската фаза и да се изградат во онаа биолошка база што ние имаме од почеток на планетава. Значи таа возраст е некако може да се каже дека е клучна. Темел на хормоналниот статус кај детата. Апсолутно. Нели понатака може од X причини тоа да има некој дисбаланс, али тоа е некако темелот. Да, тука е базата, можеме да сгрешиме многу тука или да ја сетираме таа рамка хормонална. Често пати гледам дека кога тука ќе се сгреши, наредни 20-30 години не може да се оправи. И да може многу тешко. Многу е тешко со хормонални лекови и слично. Тешко да се врати на фабричко подесување. Добро, може следно. Дали и како може во исто време да се гради мускул и да се топат масти? Одлично прашање. Да. И често поставувано. Често поставувано. Обично викаат, еве барем моje искуство со жени, као јас прво да ослабам, као тоа ми е најважно, или ова што сум вака, само ова да се зацврстам. Да го претварам мускул. Па тоа нели да се зацврстам, као не сакам мускул да се зацврстам. А уствари зацврстувањето е мускул, како може да се зацврста? Значи мастите во нашето тело и мускулите се сосем различно ткиво и тоа зацврстување е уствари изградба на мускул.
Да, многу луѓе викаат и тоа другото. И 100 кила сум, ама некам да слабеам, сакам да го претворам сало во мускул. Па тоа најако. нема компензација Тие тука. 20 дени ног разлика. Пластика, железо е железо. Вода и дрво, како разлика. Да. Значи дали може во исто време да се гради мускул и да се топат масти, да се слабе? Па тоа се вика. А уствари реално и со самиот тежински тренинг тоа и се случува ефективно. Тоа се случува да ако храната е подесена убава. Да. Тоа се вика рекомпозиција и една од најубавите као чинови методи што може да се случи на телото, паралелно и да градиме базален метаболизам у превод и да топиме масти. Меѓутоа тоа не можеме да го направиме со слаб тежински тренинг и не можеме со ниска калориска вредност. Значи мора да е тежинскиот тренинг на ниво многу висок, со силна тензија, со силен интензитет и волумен, значи да имаме силна потрошувачка и да го стимулираме мускулот, да го потикнеме тој да бара ново опоравување и нов раст. Ако не имаме силна штета на тренинг, онака силен механички стрес ако немаме, нема ни телото да бара потреба за нов раст. Буквално, ќе стоиме на статус кво и тоа е окей, ама немаме растење на мускулите и базален. Тоа може да се случи исклучиво со високо квалитетна калориска бројка на некој дефицит. Тоа у превод постои ниска и високо квалитетна бројка на дефицит. Високо квалитетна е, пример, да јадеме многу и да трошиме многу, што значи телото ќе биде многу поанаболично, ќе гради паралелно и ќе топи, пример да кажам, не знам, 3000 евра ќе рече 3000 Па реално за 3000 евра. Со 3000 евра се гради прави. мускул и како. Па да, со поише пари полесно тоа реално. Апсолутно, да не се лаже. Со 3000 калории, карикирам се, човек од 100 кила, со 3000 сигурно ќе напредува и во мускул и ќе топи. Зборам ако има висока излезна бројка на потрошени калории и многу внесени. Тогаш ќе е најаден и ухранет и тврд, анаболичен, цел буквално му прија тоа на телото, нахрането и здраво и убав имунитет здрав. Додека наспроти оној низок квалитет на калориски суфицит. Се не зборам за макроси, зборам само калории. Подоста ќе објаснам што е што. Али она слабење со, кога ќе видам 900 калории диета, таа е брутална диета и бројка за телото. Ако тука креираме дефицит, од старт сме го срушиле базалниот и прво нешто што страда е мускулатурата. Мускулот вика немам гориво, исчезнува, се отвара некој сериозен глад и траума на тема грелин и лептин. Кортизолот е пуштен најако, значи провоциране адреналинот 24/7 и буквално се разградуваат многу механизми кои што ни се важни за живот. И тука не можеме да градиме мускули. Така да телото е катаболично, нема услови за мускули и само тонеме. Да, ние ќе изгубиме тежина, ама тоа тежина ќе фактички губиме мускули и имунитет, не губиме сало, масти. Така, значи заклучуваме дека може во исто време и да се гради мускул и да се слабе. Да, само тоа има рок на траење. Значи, човек кој што е натуралец, не користи анаболични стероиди, тоа ќе му трае до одреден степен и телото ќе удри во некоја бандера, да, стагнација и телото ќе рече стоп, до тука ми беше комфортно, таа е мојата генетска рамка, генетско движење е до тука. Дај ми нешто ново. Да, за од тука, или дај ми посилен стрес на тренинг, што тешко да развиеш сила, натурален вежбач кој што тренира 10 години мора да допре до стагнација. Во спротивно сите би биле како Hulk по 2 метри, по 200 кила неограничено и со тенка кожа би биле без масти. Така да, може, ама временски не е неограничено. Така. Океј. Или со напредна суплементација може уште некој нијанса се напредне, ама пак има рок на траење. Дали за време на пост, еве Драгана прашање за тебе, ти си на пост. Дали за време на пост може да се зголеми мускулна маса, односно со вегетаријанска исхрана дали може да се напредува? Ако мислиш за пост на Инстаграм пост, ја секој ден постирам. Па не знам Драгана како пост мислеше дали постира константно. Великденски пост. Па ќе постирам нешто за Великден. Овој сако е? Овие се Петрови. Петрови пости. Еве за Петрови пости. За Петрови може да се направи тело страшно за Петрови. Драгана во процеси. Да. Па дали може да се изгради беше или да се ослабе? Да се изгради мускул? Да се зголеми, да се зголеми мускулна маса. Да, па фактички тоа превод е вегетаријанска исхрана. Да, така и пише. Нели, Односно со вегетаријанска исхрана. Да. Може, ако се работи за почетник кој што би кревал тегови и би правил секако што би правил надворот тој пост и вегетаријанска исхрана,
со кревање на тегови и добро форсирање и броење на растителни протеини, бидејќи нема животински, може да се напредне, али ако е сериозен напреден вежбач, да напредне штом ќе смени на вегетаријанска, не може. Речи се невозможно, бидејќи ги нема тие потребни аминокиселини. А ако е почетник вежбач, дефинитивно самото ново гликогенско полнење од јаглехидрати и тежински тренинг ќе му пријат, тоа се вика noob gains на почеток. Добро ти оди и после стагнација. Така да може на тема слабење на Петрови и великденски пости може да се слабее без разлика дали сме на животински или растителни протеини, али за градење ново мускулно влакно не сме толку анаболични во телото како да би јаделе животински протеини. Еве ти, например, ти си репер, меѓутоа ти си женско, не си веган, не знам преска дали кажа веган или вегетаријанец јас, небитно, али ти си пескетаријанец, фактички неколку... Вегетаријанец. Зашо не јадам ни риба, ни месо? Чекај одново. И зашо одново, бе, убаво си правиме моја бе. Не, ако, чекај. Зашо одново? Ме збуни па, нели си пескетаријанец? Пескетаријанец е човек што не јаде месо, а ја не јадам месо и риба. Да. Ајде, одново Добро, се прашам. ајде, може? Ајде. Еве, например, чисто... Ајде. Мојт? Да. Еве, например, ти си репер, иако си женско и нели не бараш некоја огромна мускулна маса да прогресираш, но неколку години не јадеш риба и месо. И не знам преска дали реков вегетаријанец или веган, може Добро, ги се смешав, подразбира, се вегетаријанец. веган нели не јаде воопшто, вегетаријанец јаде може и јајца. Ти јадеш само млечни производи. Јадам млечни јајца. И јајца. Ти имаш услови за поголем прогрес, имаш повеќе елементи за рекавери и за анаболичните се оброците. Да. Додека некој што не јаде воопшто ниту јаде само треди што викаат и оризи, помал е спектар од аминокиселини, меѓутоа ете со добра суплементација може да се надокнади и тој пропуст во телото за прогрес. Така, али не може да се очекува како што кажа, дека ќе се изгради некоја баш голема во обем голема мускулна маса. Да, не може. Не, како да кажам поедноставно не би ги имале тие вртенести мускули, него би биле тие. Да, не можеш да си многу топчест и густ, реално. Има доста билдери кои што се професионалци. Има не дека нешто не е возможно, се е возможно, апсолутно се е возможно. Да. Значи има исклучоци со многу генетски фрикови. И сум работел и сум следел со луѓе кои што имаат сериозно многу јака генетска подлога и рамка. Кај нив буквално и погрешен концепт на храна и тренинг едноставно прија на телото и расте. Во денешно време имаме одлична суплементација и јас апелирам да не се јаде месо и риба. Да. Добро, може следно? Може. Дали стресот на вистина може да ни пречи при слабење? Одлично прашање. Па да, ова и најчесто прашање као јас не ослабев бидејќи имав стрес периодов. Или ослабев од стрес. Има и тоа. Има и тоа, реално. Али тоа најчесто бидејќи се губи апетитот. И не јадат луѓе. Тоа јас сум, на пример, имаш два типа на луѓе. Јас сум човек кој што кога сум под стрес не можам да јадам. А има луѓе кои што се под стрес и тогаш јадат се и се што. Да. Јас сум од овие првиве. Па и јас, да, кога сум под стрес, ми се губи апетитот, нели, пример, ако ти е некој сериозен проблем, ти се сечат нозе, не мислиш на храна, а некои луѓе од досада многу јадат, од вишок време у денот. Дали ова е стрес конкретно? Ме сестра ми која е под стресона јаде, зима нешто, вајде тоа ја смирува, самото грицкање, самото и нормално допамин, нели, храна, вајде си прави некој баланс. Да, има мало влијание тука и реакции на кортизолот, колку ти си сензитивна на кортизол и адреналин, каков е твојот грелин и лептин при нервоза, ако тебе ти се развива хормонот на глад во комбинација заедно при провокација на кортизол, најверојатно ти ќе полуди за оброци, особено за благо. Има мало влијание и крвната група, али подоминантна е таа хормонална рамка, дали инсулинот и грелинот ти се активни или не. Бидејќи може грелинот да каже стоп, не ми треба храна, сит сум, и може буквално тоа го прават оние пептиди како Оземпик. Го блокира тој сензор и Оземпикот ти вика стоп, не сакам храна, не можеш ни да гледаш храна, ни да мирисаш. Онаа храна порано што ти будела убави емоции, сега не ти буди со такви пептиди. Така да, има кој што кажа два типа на луѓе. Многу луѓе познаваме кои што викаат имав стресови па морав да јадам. Најчесто им фали на нив нешто друго, некоја емотивна дупка имаат па ја пополнуваат со храна. А дека може да пречи стресот, апсолутно може,
Ама тоа е, знаеш како, не може да е тотална блокада, може да е како да трчаме со ветер во гради. Значи ние ќе стигнеме пак до таа дестинација, ама малку поспоро. Као ни смета, али ако сме во идеална калориска и макросна рамка на дефицит, нема да ни пречи. Само што условите ќе ни се отежнати. Како да трчаш буквално со ветер и на дожд, ти ќе стигнеш во друг тајминг, тие 5 километри ќе ги истрчаш за дупло време, али тоа е само изговор. Тоа е само изговор бидејќи еве да кажеме дека дури апетитот ни е стабилен, кога имаме стрес, ако не ни е изговор на емоционално прејадување, да кажеме дека онака баш сме профи, дисциплинирани, храната ни е топ, стресот не може многу да ни пречи. Може да ни додаде кортизолна вода. Тука имаме еден минус, значи ни пречи, не забавува кон таргетот. Друга проблематика, кортизолот директно влијае врз тестостеронот, го намалува, а со тоа пак и базалниот метаболизам и фактички од тука уште една вистина има дека слабењето ќе е потешко со низок тестостерон. Телото во мирување троши помалце. Знаеш, тоа е како некој спортски джип што троши 20 литра и некоја југо што троши 3 литра во мирување, пример. Едноставно условите ќе ни се потешки, а и плюс ако кортизолот ни го поремети естрогенот, кој што прави задршка на вода, фактички ние од 3-4 страни имаме лоши услови за идеално слабење и ние многу потешко ќе прогресираме. Фактички треба да ни е многу потешка хорор диетата. Треба да ни е 1000 калории со лоши хормони и потешки се условите и да, ќе ослабеме, ама потешко. Али на пример кога имаме низок или среден кортизол, висок тестостерон и кога немаме стрес, затоа тука е швагандата, еве чисти пример. Тоа сакав баш да прашам. Може да е дофатиш таму. Да, кои суплементи може да помогнат кога сме под одреден стрес да направиме некој баланс, да санираме нешто преку суплементација? Ете, ашвагандата, B6, магнезиум, има доста добри минерали кои што D3 е супер, доста минерали кои што ќе ни ја пополнат таа штета или празнина што имаме и ќе ја санира штета, да. Зависи каква е таа штета. Можеби некој да има нервоза, ама кортизолот да му е стабилен. Сум видел многу такви крвни слики. Типот е под стрес, пример, клиентот е стварно нервоза има, ама му се изразува со висок притисок, му се изразува врз естрадиолот, му се намалува тестостеронот, а гледаме на крвна слика дека кортизолот е недопрен. Односно, кај него било многу ниска квотата на кортизол, па малку пораснала и дури му прија, бидејќи пренизо кортизол е исто така токсично и штетно. Значи стресот некад прија. Да. Па не се жали кога те нервирам, што се жалиш? Да. Знаеш, многу не се жалам. Супер ми прија мене. Затоа имам 4 брчки тука. Многу професионални спортисти, на пример, ММА борци или некои други борци, небитно, или фудбалери, кои што имаат многу низок кортизол, а треба да дадат дадена агресија на терен, треба моментално да имаат адреналин, агресија, сила, некои борци кои што имаат треба да употребат моментална статична сила, они имаат техники на дишење за активација на адреналин и кортизол и кај нив агресијата е видно променета после тие неколку минути. Тоа се чудо дишењата, браво. Да, но реално носот не ни е само да дишеме и да усетиме некој мирис. Носот има многу функции во нашиот живот реално. Да, и баш следев... Поготово е ова што го кажеш, значи можеш да го кренеш кортизолот, можеш да спуштиш кортизол, можеш да се смириш преку дишење, апсолутно. Да, баш носот е онака потенциометар што сакаш да направиш ти со твојата психа или адреналин. Практикувајте свесно дишење. Да, Совете, да. Дефинитивно. И така да, интересно е, баш гледав еден семинар за тие борци, кога сака го активира кортизолот и адреналинот, дава нереален појак перформанс од вчерашниот пример, го употребува и потоа има техники за дишење, за смирување, го намалува, буквално го координира, си го регулира. Така. И потоа легнува да спие, иначе со висок адреналин не можеш да заспиеш и со висок кортизол. Така да сумирам, стресот може да ни попречи многу, да ни го забави патот, но не и да не слабееме ради него, тоа е баш онака изговор. Така, јасно. Добро. И одиме кон крајот, ова е последно прашање за оваа епизода. Колку често треба да менуваме исхрана? Сега, ова претпоставувам без разлика дали станува збор за слабење или за мускулна маса. Дали треба често да јадиме во смисла на многу добро прашање, затоа што барем еве и од твое искуство и од мое,
обично знат, бе као ајде досадно ми ова, дај нешто ново, дај нешто Да. ново, дај нешто ново. Јас често знам да кажам, дечки, јас не сум кувар, јас сум фитнес тренер. Да, скроз, да, многу барат од нас да Еве сме. ти, да, еве ти кој што се можеш да јадеш, па не знам, миксе си прави, ако денес јадеш печен компир, да јади пире, истата количина, пример. Да, баш тоа го кажуваат, тоест го прашуваат најверојатно бидејќи сакаат многу пак допамин, разновидност. Ја па не знам кај имаат време толку да готват секој ден. Да, сакаат разновидно и сакаат да им е преинтересно. Ја викам, често пати на ова прашање им одговарам, чекај, сакаш да ти е ефективно или сакаш да ти е интересно? Забава, да. Да, ако сакаш да ти е исто тренингот. На колку време брат менјаме тренинг? Кога му речам пример, овие 10 недели не менуваме. Еј, зашто па оној онде менја? Исто храна. Кога ќе смениме исхрана? Сме почнале сега 2 недели со диета. Кога ќе смениме исхрана? И ја ги прашувам, зошто? Дај ми 3 причини. Дај ми една причина. Ако нештото не оди, тогаш се менува нешто. Ако иде перфектно, ако ти слабееш и градиш мускул, зошто би смениле? Ради твојата психолошка потреба, па не ми е тоа работа да го правам. Поентата е да гледаме она визуелна рамка да се менува, твојот имунитет и здравје да се добри и се дори тоа е стабилно и крвта, нели, крвните параметри ако се стабилни, зошто би менувале? Фактички и ти знаеш најдобрите мои животни форми што сум ги направил со себе и клиенти, па и твојата, па не дека не си у форма сега, кога си бил у тврвна форма, сме јаделе дури за некои луѓе кажано можеби чудно еднолично. Најефективно е кога јадеш, не мора тајминг да пратиш, ама во оној дел од денот, денес, утре и заутре да јадеш слични или исти оброци. Тоа е полесно и за припрема. Јас реално никогаш не сум барал разновидност во исхраната, кој знае колку. Да, барам да не ми е монотонно да јадам само марула. Така, Меѓутоа, у денот, реално ние менуваме 3, 4, 5, 10, можеби намирници што се превкусни. Додека луѓето кои што го прашуваат тоа, често пати јадат година дена само геврек за доручек, па сега земале програма и сакаат да им е преинтересно. Не, али во глобала тоа нели го кажав и на самиот почеток. Ако во исхраната имаш сакари, значи од прилика ги зборам бројките, не знам, 80 грама, не знам, ориз и не знам 200 грама риба или што и да е, значи продуктите кога ти се дадени, ти можеш на било кој начин да ги сведеш. Можеш да правиш варен, можеш печен компир, можеш, значи било како може да се скомбинираат тие намирници. Значи важно е да ја гледаме таа нели грамажа, нормално да не е нешто пржено, да не е нешто похувано, али во главном тие се намирниците, па ти варирај. Ротирај ги, нашминкај ги со повеќе зачини, нешто салати. Апсолутно, да. Така да. Дали јадеш, не знам, свеж карфиол или печен? Да. Тоа е тоа. Ако нештото добро ти оди, нема потреба за промена. Так. Ако сакаш прогрес и резултати, ако сакаш само да јадеш, онда тешко ќе поминеш процесот. Да. Ако сакаш само храна што обожаваш. Да, одлично. Мислам дека и оваа епизода одговоривме на доста ваши прашања, мислам дека добро ги одговоривме поопширно. Што би додал за крај? Па би додал за крај да ја гледат и третата и четвртата епизода. Фала ви за вниманието. Да би Фала сакала, за пак ќе поддршката. кажам да пишувате коментари како ви се допаѓа, дали, не знам, добро објаснуваме, дали сакате нешто поопширно, нешто подетално, на што највеќе да се задржиме. Да, па јас би кажал дека овие неколку епизоди, како што најавивме, ќе бидат во овој стил, со овие, мислам, со различни теми, ама ова ниво, Нивните да не прашања. влагаме многу стручно, имаме и ептен стручни прашања, баш ги селектирав, имавме прашања комплексни, кои што би ги оставил за експерти, како например психолози, прашања имавме за анксиозност и за храна, прашања имавме за генетика, за аутизам, баш имаме и добри гости одбрани на тие теми, така да не би си давал само јас право да зборам на сите можни теми, да не бидам Ајнштајн, и ако ги изучувам и тие теми, меѓутоа ќе седнат овде доктори, сериозни професори кои што ќе им се поклонам ради нивното знаење. И ќе научиме од нив, али ќе добро, научиме со она од што нив, располагаме, ние дефинитивно. може да го дадеме. Да. А нели детали, тоа експерти кои што се баш стручни Да, за таа да. тема, апсолутно. И драго ми е да го споделиме нашето, мое лично 21 годишно искуство, да го споделиме, бидејќи, како што кажете, и само применетото знаење и расширеното знаење Има е вредност. валидно и има вредност. Така. Така да, дечки, фала ви многу и за оваа епизода, за ова внимание. Се гледаме за неколку дена пак. Поздрав!